Стадион. Емисија за вашата вистина. За жал, вистина е тоа што се кажува, значи перцепцијата е израз на одредени истражувања, анкети што се направени и што се добиени врз основа на од 13 за Македонија 7 показатели кои што ги дава бизнис заедницата, економијата и така натаму. Граѓаните не се почини толку. И експертите, да. Експертите и бизнисмените. Во главном да. Меѓутоа, сега да бидем искрени, кај нас корените се многу длабоки. Дори сме кажале дека тоа влегува во менталитетот на човекот. Мислите, кој човек денес кога треба да заврши некоја работа, ќе оди по редовен пат, секој гледа да најде некој близок. И тоа е корупција. Значи, се да се разбереме, онаму каде што не функционира систем, останува на корупција. Значи, што е нашата улога? Нашата улога е да ги утврдиме тие ризици за нефункционирање на системот и да предложиме мерки, активности како да се надминат тие ризици, односно да се воспостави контрола на тоа. За да има ефект во перцепцијата, не е доволно само ова што ние сме го кажале, што сме дале препораки или не знам што сме направиле Значи тоа треба да се спроведе на дело. Знаете како, кога ќе фрлите камче во вода дека се направат големите кругови, камчето веќе долу потона. Значи треба многу работа. Не е доволно само мали чекори. Точно е дека транспарентноста се зголеми. Меѓутоа не е доволно. Точно е дека се преземаат одредени, да речам, активности во последниве 2 години. Значено што е донесен новиот закон за спречување корупција, што е избрана новата комисија да работи на непристрасен начин и на независен начин. Меѓутоа не е тоа доволно. Треба политичка волја која што тоа ќе го спроведе понатаму, која ќе ги направи останатите чекори. И најмногу од се перцепцијата ја кажува првиот. Во случајов владата е таа која што е прва во државата и е огледало на сите. Значи со своји примери треба да каже да ние веќе не вработуваме по принцип на непотизам. Ние не вработуваме врз основа на нашите партиски активисти. Ние не поставуваме ВД директори, ќе избереме раководни лица, затоа што знаете како е. Ќе ги поставите вработените по партиски список, тие не одговараат пред својот непосреден предпоставен. Тие одговараат во партијата и тука станува каша попара. Ако чекаме владата да го направи тоа, ќе се начека. Значи тоа, тука е првиот чекор. Знаете што ми е чудно? Значи мора да има некои ограничување, некои законски измени, не знам што, мора да има некоја обврска што не може да ја избегне, не може да ја прескокне. Они се многу вешти во тие нови систематизации измислуваат. Како се случува во администрацијата преку трупа, преку ноќ напредување. Значи го нема системот на кариера. И тука веројатно треба вие да имате некое влијание. Видете. Затоа што менува систематизација, баш слушав еден професор вели, тоа никаде го нема во Европа, па и во светот сега, во цивилизираните, развиените држави. Нова систематизација за да може партиските кадри да добијат функции, ме разбирате? Како не? Новата гарнитура да може да си воспостави контрол. Знаете, долги години, така рече целиот работен стаж, сум го поминала во повеќе органи. Чи сте го почувствувале ова? Да. Значи, што сакам да кажам, неколку пати се случува, сега се прави реформа на јавна администрација и крај. Ова е веќе, не знам, значаен чекори, не знам што. Уште толку се зголемува баластот во администрацијата. И сега, што рековме? Треба да има функционална анализа која што ќе каже какви се потребите на таа институција за да може понатаму систематизацијата да соодветствува со потребите. И тоа се извитоперува. Знаете како, во некоја 2001-2002 година имаше тука експерти од Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка кои што помагаат да се направат реформи во буџетот. Да се програмира програмски буџет. Ние и сега имаме програмски буџет, меѓутоа не е постигната целта што беше во тоа време кажана. Значи, кажуваат, ако јас треба да го завршам ова и ова ко министерство, пример. Да. Мене за тоа ми треба толку луѓе, толку. И потоа, кога ќе заврши годината, се дава отчет. Отчетот е многу значајна работа која што кај нас не постои. Или многу малце постои. Значи, тој министер треба да каже, вие мене лани ми дадовте пари, јас да ја завршам таа и таа програма. Јас таа програма ја завршив со овие и овие ресурси, за тоа потрошив тоа и еве ги резултатите. Кој ги гледа кај нас резултатите? Видете структурата во буџетот, не од сега, од секогаш.
Во структурата на буџетот ќе видите дека најголема ставка се платите. Значи само се калапи администрација, се калапи, а потоа кога ќе треба да некој да ја заврши работата, остануваат оние кои што се ни ваму ни таму по партиите, меѓутоа цел живот останале експерти, административци и си ја знаат работата. Значи и уште анализа, што исто неодамна ја слушнав, беше дека раководната структура била негдека со просечни години околу 30-35 до 40, а она експертската била со повеќе години. Што кажува тоа? Значи тоа кажува дека се ставаат раководители кои што немаат никакво искуство. Немале претходно искуство, значи треба да има ред, треба да има кариера, што го кажавте вие. Зошто е чудно многу. Имате пофалби во извештајот Европската унија на Европската комисија, а сега експлодира корупцијата на листата на Транспаренси. Малку ми се чудни тие работи. Па значи ви кажам. Значи со сите пофалби, со сите надежи дојдовте, ве има и во меѓународните извештаи, позитивни се забелешки, односно позитивни се во сите тие анализи позитивен впечаток има за вас, а на листата експлодира Македонија како никогаш досега. Значи, нашата работа е препознаена од меѓународната активност, меѓутоа ние сме едно алче во синџирот. Спроведе тоа ние што сме го препорачале, што сме го кажале, иницијативи сме дале, те направивме анализа, испадна дека 1/3 од иницијативите се прифатени. Иницијативи зборувам за одговорност. Значи, и низа други препораки кои што не дошле до нивото на иницијатива за одговорност, но кои што се добри за да се спроведе, да се подобри системот. Значи, не е само нашата работа е едно делче. Конечно ние сме за превенција, ние сме да укажеме каде се слабостите. Од оние бројни пријави што ги добиваме од граѓани, ние извлекуваме системска слабост. Значи, од сите тие пријави ја дефинираме појавата. Значи, од милион пријави што имавме за ВД директори, ја дефиниравме појавата што се случува со ВД директори. Дека тоа всушност станува една пракса, како да е тоа нормалното, а не некое премостување на период додека се назначи и односно избере на конкурс реалниот директор. Значи тоа е нашата улога, да ги откриеме појавите какви си, да предложиме. Не чувствувате одговорност за овој извештај, затоа што имаше тоа, не знам сега колку беше точно, меѓутоа се појави таква информација, не беше после тоа шерувана, не беше толку расширена, дека дуи барале одговорност, оставки од претседателката на комисијата, од заменик премиерот за борба против корупцијата. Значи, влеговте во политички вител, ме разбирате? Значи, ние сме на страна од политиката, политички независно действуваме. Немаме никакви ниту влијанија, ниту па ние сакаме, како да ви речам, да ставаме некаков политички печат на работата на комисијата. Апсолутно не. Она што го кажува Транспаренси, па тоа се и нашите забелешки. Тоа се и нашите ризици кои што сме ги утврдиле во стратегијата. Тоа треба некој сега да ги кажете дека вие ако направите извештај, Македонија пак ќе биде високо на таа. Па значи погледнете стратегијата. Нашата стратегија што чека во собрание да се донесе, истите ризици од корупција ги има дефинирани. Ќе позборуваме за таа, можеби Значи, повеќе детали. ајде сега каде е политичката свест, зошто треба трет месец еве почнува стратегијата, чека во новиот состав на собранието. Ајде лани се распушти собранието, нели беше здравствена криза, избори и така натаму, не и се. Значи почеток на декември ја ревидирана стратегија одново доставивме до собранието. Декември, јануари, еве го февруар. Значи трет месец веќе поминува, стратегијата се уште не доаѓа на дневен ред. Требаше во понеделник да има комисиска расправа, меѓутоа не информираат дека повторно нема да има. Што се чека? Каде е политичката волја да се спроведе? Значи, пазете, нема борба против корупција дека секој сам према себе не се сврти и не рече не ми треба мене ништо. Сте се покајали до сега што сте прифатиле оваа функција? Не, напротив, уште повеќе. Нешто закани, нешто притисоци сигурно има. Значи, директни закани и притисоци не. Да ви се јави некој да ви рече ова, Не. Станично така. Мене лично не, си споделуваме со членовите на комисијата, до сега никој не се пожалил на некои такви закани, меѓутоа индиректно се чувствува влијание на едни деструктивни сили кои што умешно се приближуваат до секоја власт и до оваа власт се приближени и тие влијаат на целокупната општествено живење. Тоа е факт. Пописот е сега интересен. Немате вие директна врска, меѓутоа го споменавте буџетот, споменавте бројот на администрацијата. Во вашето работење сте забележили тој баласт на администрацијата дека е преголем, дека премногу луѓе има, затоа што вие велите премалку имате луѓе кај вас, а секаде има
си во сите други речи или речи си во сите други Не институции. случајно е оставиле оваа институција така. Значи, ова со години... Колку треба вие 70 да имате, а имате 20. Да, значи пазете, таа систематизација е предходната систематизација, значи старата, пред ова ние да ја направиме нова, имала 50 луѓе планирано. Од тие 50 ни пола не биле пополни. Не случајно оставена таа институција на маргините на бројот на вработени. Значи, како да ви кажам, никој не сака да му се кажат грешките. Тоа е нашиот менталитет. Во програмата за наредната година, таква е процедурата. Имате пишено колку вработувања? Ние за наредна од 2021 година планиравме 16 вработувања, од кои што сега првите 8 ќе се случат, нели? Сега добивме согласност од Министерството за информатичко општество и побаравме сега согласност од финанси, бидејќи се, нели, планирани средствата, да ја добиеме таа согласност. А зошто достигнете толку порано не ви дава согласност? Па сега добивме согласност. А барањата се Барањата се од претходна година. Уште од почетокот? Не, барањата се доставени во текот на месец декември. Сега Министерството за информатичко општество има законска обврска да ги земе во предвид барањата доставени до 1 ноември. Меѓутоа, ниту една институција до 1 ноември не доставува барања, од проста причина што планирањето на буџетот се одвиваше покасно, после 1 ноември. Значи, ние на 10 ноември добивме информација од министерот за финансии дека да, ни се прифаќа нашиот предлог, меѓутоа ќе биде со одредена динамика. Наместо биде 16 одеднаш, ќе биде 8, па во втората половина на годината 8, така што ние не сме имале можност пред 1 ноември. А имате можност да примате на договорно дело, како беше тоа? Значи, на договор на дело, да, може да се прими, меѓутоа за конкретно извршување на одредена работа. Значи, делото да се види. Не е она формално договор за дело. Например, ние имаме договор за дело, даваме на експерт што ни е за АЕТ, ама точно се знае тој што прави. Или имаме договор за дело на експерт кој што, например, прави анализа на одредени работи, анализи, да речеме, на јавна набавка некој или не. Значи, ама после тоа следува извештај и еве анализата. Значи, делото мора да се види. Ај малку да ја сватиме целосно работата за 360 степени. Велите, тоа е менталитет. Ако е менталитет, секој од нас вели, па подобро да дадам нешто, да подарам нешто за да завршам побрзо работа. Значи, рековте, не функционира системот. Ако е веќе така, јас знам тоа, сум го читал, веројатно и вие го знаете, во време на Австро-Угарија, во Босна и Херцеговина, кога дошле, го легализирале рушветот. Ме разбирате? Дајте тогаш корупцијата да ја легализираме 10%, 5%, колку ќе биде, па да видиме дали така ќе. Па ново ќе се измисли. Ќе го зголемат процент. Значи, до главата е работата. Значи, се изгубија вредностите. Ние сме повозрастни генерации, знаеме како во едно друго време се почитуваа вредностите кај луѓето. Сега тоа некако избледе. Не се почитуваат, некако доминира алчноста, себичноста, суетата, мокта, еве, што ми се може, еве, што јас можам, што можеш, бе? Кому придонесуваш? Ме разбирате, затоа еки го овој целиот наш менталитет, во нашата стратегија предвидовме и во делот, во ресорот за труд и социјална политика, уште во градинките да се воведат програми со кои што на дечињата ќе им се доловат, односно ќе им се стават пред очи вредностите кај луѓето што треба да се негуваат. Значи, ако од мали ноги ние не ги учиме децата на вредности, што очекуваме они после да прават? Или еве паметните си одат од државата, затоа што не им да се дозволува на професионалците, не им се дава можност да дојдат дека само професионалци може да изведат оваа држава од кал. Дали вие придонесовте да се промени внатрешно колку толку перцепцијата и односот кон функцијата? Например, има бизнисмени кои што вложуваат надеж во вас и даваат представа како нешто им се случи, че во тој однос делуваш да го имаат со државата на ниво на некоја корупција. Дали министрите, функционерите се плашат, така да кажам, или се повнимателни во работењето заради антикорупцијската комисија? Каков е нивниот однос? Од позиција на моќ или се полајт, се поучти? Значи, има и такви. Кој е вашето искуство? Има и такви, меѓутоа охрабрувачко е тоа што се зголемува свеста, еве ќе споменам еден позитивен тренд. Дали се уште не ве фермаат или
Па не би рекла, Vezano. не би рекла дека не фермат, не би рекла така. И секоја чест на исклучоци, меѓутоа има навистина почитување во однос на работата, од аспект на институциите, во однос на соработка, документи и така натаму, иако тоа оди многу споро, меѓутоа се достава. Има и тука исклучоци кога се даваат некои одговори кои што не се соодветни, не се доставуваат податоци, но не се. Она што сакам да го истакнам е еден позитивен тренд што се забележува, а тоа е зголемен број на барање за мислење за судирани интереси. Значи веќе, а пазите, судират на сега. Да, значи судират на интереси не мора да значи дека е корупција, а меѓутоа може да доведе Од до поединци или од институции? и едно и друго. А некој сака да биде или треба да биде функционер и си прашува значи, пред си време. прашува пред време. И тоа е за поздравување. Значи веќе се отвараат очи да не се доведат во некои непријатни ситуации, па после затоа што ете тоа е перцепција. Може тој не прави корупција, меѓутоа самата негова состојба која што го доведува во судирни интереси создава перцепција кај граѓаните дека тој се овозможува некаква лична корист. Ме разбирате? Дали бизнесмените повеќе престаки пуштаат се, консултираат со вас, прашуваат дали може тука да влијаете на тој случај? Значи има преставки, точно, има преставки. Ние онаму каде што можеме да постапуваме, за жал не можеме да постапуваме каде што веќе има донесено судски одлуки, бидејќи знаете дека немаме никакви ингеренции да навлегуваме во тоа, а да бидам искрена, има голем број на такви предмети од граѓани кои што се незадоволни од судските одлуки и доставуваат преставки кај нас. Она што ние го направивме за да ги канализираме работите е направивме една база на податоци на предметите, исклучиво за предметите, во која што се внесуваат податоци од тоа за која област се и кој проблем го третира тој предмет. И вториот дел го направивме критериуми за приоритизација на предметите. Така да од една страна ќе знаеме каде најмногу гори, значи зашто највеќе се пријавува, а од друга страна ќе дадеме фокус на она што е најбитно, односно ќе се фокусираме на предмети кои што се однесуваат на функционери од високи позиции и на прашања кои што се однесуваат на поширокиот јавен интерес. Дали чувствувате и вие одредена вина одговорност дека деломно им ја убивате таа надеж предмети има, роковите се пробиени или стојат во фиока или во некои лавиринти се навлезени кои што речиси нерешливи. И на тој начин сите кои што гаеле голема надеж во вас се велат и ова е ради реда, жабе ништо не може да ни помогне. Значи, мора да... Тоа е една од главните забелешки дека многу предмети ви стојат се уште односно ви стојат нерешени. Прво е вака, законот предвидува ние да постапуваме по предмети и ни дава законски рок од 60 дена. Меѓутоа, законот предвидува за изработка на тие предмети да се користи електронска размена на податоци, што ние ја немаме. Нормално дека тој рок не може да се постигне ако не се обезбедени условите за тој да се постигне. Што е што се однесува до роковите? Факт е дека има многу предмети и од тие причини ви кажав дека ние не можеме да одговориме на секој предмет промптно, веднаш, заради големиот број на предмети, а мал број на луѓе во секретаријатот кои што работат на нив. Од тие причини ја правиме приоритизацијата. Но она што сакам да го кажам на граѓаните е следното. Дури во оние предмети каде што ја запираме постапката, каде што не можеме во поединечен случај да делуваме, како антикорупцијска комисија, ние сепак ја влечеме генералната препорака и ја упатуваме до институциите како да се направат системски промени за да не се доаѓа до такви ситуации. Ајде да одиме со... Исто е многу битно до граѓаните кога поднесуваат пријави до нас, пријавата да биде издатлива со податоци. Знаеш, они ќе напишат една реченица на парче хартија и тоа се рачуна предмет. Тој предмет исто зема исто ресурси. Ме разбирате? Значи треба да има доволно податоци, после ќе рече и ове ништо, а уште е анонимен. Значи уште не можеме ни да го допрашаме, нели, да дообезбедиме податоци и тоа исто така создава проблем, а од друга страна ја креира перцепција која што ќе смета дека еве ние не постапуваме, напротив. Секој предмет се гледа како што треба. Ви кажав, ќе се пофокусираме на оние што се по главни предмети, овие што се поситни или онаму каде што не можеме да било што да направиме, тие навистина ќе ги тргнеме на страна, затоа што го зимаат времето и после работата ни е како разводнета, неаме. И од тие причини така фокусот ќе ни биде ставен на тоа е
ограничување на дискреционите права при вработување по мерит систем преку јавни конкурси со подготовка на ранг листи, значи избор на квалитет. Значи тоа го зборуваме од почетокот, од првите предмети кои што ги отворивме за непотизам. Знаете, тогаш малку како да се почувствува дека ќе има политичка волја да се решаваат работите, дури премиерот фати метла, дури разреши 20 директори на јавни предпријатија, меѓутоа на тоа остана. Потоа не гледаме дека има некои промени. Значи, ајде сите препораки што сме ги дали, ако благовремено се применувале, до кај ќе ни беше крајот. Барем ќе се променуваше перцепцијата кај луѓето, ќе си велеа дека еве можеме ние квалитетни тие кои што се квалитетни, нели да си најдат своје парче лепо во нашата држава. А што се случува? Повторно луѓето си бегаат во странство. Значи ние правиме неверојатен извоз на мозок. Ова со дискреционите права. Знам дека имавте и конкурси. Како може така да биде тоа? Има ранг листа. Првиот е прв, последниот е последен. Последниот влегува на работа, првиот не влегува на работа. Значи има дискреционо право да го награди директорот, значи да го награди тој кој што е понеспособен, полош ученик, лоши резултати постигнал во тестирањето, да го избере. Еве сега еден пример да кажам. Или тој подобро зборува вака, поголем фраер е кога имал интервју со директорот или со директорката. Значи, зошто тогаш не препорачате да се интервенира, да немаат никакви дискрециони права? Па препорачавме нели транспаренци. Ви падна еден таков конкурс на управен суд, кај мислам дека точно, еве тој пример ќе клиники мислам дека беше. Ете така. Тој пример ќе ви го кажам. Значи и таму имавте ранг листа. На број 1 во ранг листата се наоѓаше кандидат со 100 поени, кој што завршил максимум. Значи тој завршил на престижен факултет во Белгија или не знам, не е ни битно во странство. И тие се бодуваат одма, веднаш рипаат со 100 поени. А може во пракса бил лош, не знам да или го тестирате. Па не знам, тој си заминал од држава сега, така што праксата негова повторно ја користи некоја друга држава. Тој под него со 90 и не знам 7 или колку поени беше, и тој не е примен. А примен е некој со 41 поени. Пазите, се додека одеше ранг листата, значи зима во предвид просек на факултет, успех, не знам, полагање на стручен испит. Значи веднаш на ги помина, значи веднаш тука сите кандидати имале можност да полагаат стручен испит и да се покажат на стручниот испит. Усен одговор. И до тука се бодовите. Потоа доаѓа интервју. На интервјуто се менува целата ситуација. Разговаравме со директорката и директорката вели дека сите имале дале задоволителен одговор. Што значи задоволителен одговор? Како таа ќе ги одмери, овој ми се допаѓа, овој не ми се допаѓа. И сега ние велиме, имаме член 41 во законот кој што вика дека нашата комисија може да побара преиспитување или поништување на одлуката на раководното лице, значи да уште еднаш кога види ранг листата и да одлучи дали била во право или не била во право, значи да ја преиспита одлуката. И што се случи? Тоа отиде на управен суд и управниот суд не обори нашата одлука. И сега вие што сакате? Ние сега со управен суд ќе се буткаме на рага? Во реформите во правосудството управниот суд е како најслаба алка потенцијално. Најслаба алка, меѓутоа ете нашите таму како да ви кажам, не ставаат во еден лавиринт на некоја управна постапка, што ние немаме управна постапка, освен за делот кога се работи за поднесени пријави од овие овластени предлагачи што се за време на изборите. Како поле за за партиски надпревар, за вработување, најголемо поле. Апсолутно. Се согласувам, затоа што гледам и како ги, мислам, не сум задоволна од одлуките што ги носат. Можеби не сте го добро подготвиле тоа што сте го конкретно овој случај го правевме со стручна помош. И тоа не помогна. Значи со стручна помош беше подготвена таа одлука затоа што прв пат поднесувавме барање за преиспитување. Ова беше 2019, значи првата година. И ете со стручна помош што имавме, експертска помош, ние ја подготвивме таа одлука и таа одлука управниот суд ја оспори. И се што правиме. Значи, прво, нашето барање не е управен акт. Не ни треба да оди на управен суд. Зошто да оди? Значи ние за добри викаме, повели госпожа. Кај треба да оди, како треба? Па значи треба да и она може да одговори, ќе ја преиспита мојата одлука, може да рече ја преиспитав истата одлука, значи тоа е наша препорака до нејзе. Ме разбирате? Значи препорачуваме, проверете си уште еднашка, видете си ги бодовите, кандидатите и така натаму.
Не, она си го користи дискреционото право, законот и дозволува. И ние затоа, врз основа на вакви примери, побаравме да се направи една поголема анализа, што ја подготви Transparency International, каде што 20 на закони се опфатени. И е кажано... Дискреционите права? Да, и е кажано, значи, тука и тука се наоѓаат ранливите точки, ова и ова треба да се промени. И тоа беше презентирано во септември 2020. Значи, на презентацијата беа двајца министри. Министерот за информатичко општество, што ги води сите регистри на вработени, и министерот за вице-премиерот за борба против корупција. Значи, до сега не преземале чекори, сега нешто прават и они за дискрециони права нешто паралелно со Значи, вас. не е да прават, они треба да си ги заложат своите министерства. Министерство за здравство, пример. Вие тука и тука треба ова и ова. Министерство за труд. Карикирам се. Да. Министерство за образование. Значи, секаде каде што се откриени тие слабости, треба да се променат. И сега толкав труд е вложено со поддршка на европски пари од Холандска амбасада и ние секој чекаме од Господ да ни се реши. Не ни се решава прашањето од Господ. Секој треба да се засука во својот дел. Добро, ако им ги укинете дискреционите права, каков политичар ќе биде тоа ако нема дискрециони права? значи, ако политичарот Кој ќе сака доаѓа... да биде политичар, да? Вака се, значи ако политичарот тргнува со мотивација која е неговата корис од работата, веќе нека не тргнува. Да. А ако тргне со мотивација што е јас ќе дадам, тогаш нека дојде. Се плашите ли да не завршите како во романи антикорупционерите? Макове отиде во затвор, Ковеши беше сменета, после упорно се обидува властите и успеа да го растурат тоа тел. Добро, ма кај завршите? Во Европа после. Па сега. Значи, упорноста мора да се исплати, да дојде до израз. Значи, ние сме непоколебиви. Ова што се случува нас не демотивира, напротив, уште повеќе не мотивира. Ние сме си застанале на патот. Што би рекол мојот колега почитуван Бајрами, можни се и грешки, меѓутоа патот си го знаеме. Знаете како е, по патот нема само трендафили. Ке имате нови простори сега од ФДО ви ги дадува вам. ФДО не ги сака веќе, Факултет за драмски уметности. Јас нека можело, пред тоа се молевте, ништо сега. Па очигледно ете и тоа прашање под притисок да се реши. Значи, ете и преку тој би рекла пример, треба да се дојде до заклучок дека кај нас не треба системски пристап кон проблемите. Да видиме, кога ќе се преселиме, ќе направиме па минатата година имаше 2 одлуки за селење во нас града, па не се преселивме. Значи јас верувам дека ќе се преселиме, повеќе очекувам дека ќе се преселиме, а ќе верувам 100% кога тоа ќе се заврши. Бидејќи знаете во текстот некои постапки да се види соодветност на просторот и така натаму, мислам дека се ќе биде во ред, меѓутоа веќе на јогурт дуваме. Така што кога ќе се преселиме, на како вика стари, прво рифни, после кажи така и ние сега малце да се среди тоа, па ќе видиме. После ова само со ова да завршиме. Оптимисти сте уште? Да. Апсолутно. Апсолутно, затоа што сметам дека силата е во луѓето, во граѓаните. Значи, не смеат да прекитуваат. Дали се охрабри, дали пријавуваат повеќе? Пријавуваат. Тоа е интересен печаток. Значи, пријавуваат граѓаните. Несумнено, и статистиките ќе покажат. Ние сега ќе го подготвуваме и вториот извештај за 20-та година. Бројките сами по себе говорат. И си кажу, па еве, во 2010-та, во тој извештај нотиравме. Значи, за 10 месеци од 2019 година имаме добиено пријави повеќе од последните 5 години заедно. Значи, луѓето се охрабруваат. Значи, сакам да кажам дека не само да се охрабрат да пријават, него и така и да постапуваат и да се однесуваат во реалноста. Да. И да не даваат. И да не даваат, затоа што не е само тој што зима. Тој ќе земе ако некој му даде. Значи, ако не му даде, ако го пријави, ако бара од него одговорност, сосема друга песна ќе почувствуваат носителите на јавни функции. Благодарам. Бијана Ивановска, председателка на антикорупцијска комисија. Пријатно до слушање до наредната сабота. Стадион. Емисија за вашата вистина.